Наместо во Косово заврши во притвор. Полицијата според засега неофицијални информации доцна синоќа на граничниот премин Блаце го уапси екс-директорот на управата за матични книги Бујар Дардишта, како и поранешен управител Несама дистрибуција, додека се обидувал да ја премине границата. Дардишта, кој е поранешен функционер на ДУИ, а чие апсење го потврди министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, и уште 10 лица се лишени од слобода во акција во чија насока подолго време се водела истрага, а за која најавуваат дополнителни детали. Вчера вечерта и утринава и во текот на овој ден постапува согласно координирана акција која што подолго време во рамки на која што подолго време се превземаат процесни действија по насока на ОЈОГОК. Во текот на денешниот ден ќе споделиме поголем број на информации кои што се од интерес на јавноста, но да, имаме превземено действија кои што се во насока на лишување од слобода на лицето кое што го споменавте. Неофицијално Канал 5 дознава дека Дардишта и останатите уапсени се сомничат за перење на пари, а според информациите се водела истрага и за јавни набавки во ЕСАМА во секторот топлификација кога бил управител. Од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција засега единствено само потврдија дека постои основано сомневање за сторени кривични дела од финансиско-економска природа. Под раководство на јавен обвинител од ОЈОГОК, полициски службеници од одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Бирото за јавна безбедност МВР од ноќеска се спроведуваат активности на повеќе локации во Скопје и Куманово поради постоење на основа на сомневање за сторени кривични дела од финансиско-економска природа. Инаку Дардишта, кој директоруваше со повеќе државни институции во земјава за време на 20 годишното владење на ДУИ, во јавноста привлече најголемо внимание како директор на управата за водење на матични книги, кога имаше и рекорден број на сгрешени изводи на родени, умрени, како и изводи на венчани. Воедно во јавноста тогаш се споменуваше и поголемиот број на вработени членови од неговото семејство во јавната администрација.